беше задоволство денеска да разговараме за вистинските проблеми со кои се соочува Македонија и со оваа комора. Наша цел е да ја представиме нашата политика, да ги објасниме нашите предлози, меѓутоа да чуеме и сугестии. Се отворија многу прашања, како што беше споменато, и за некои од нив навистина коментарите и поплаките ги слушаме насекаде. Во секоја општина каде и да се сретнете со представник на бизнис секторот, ќе ги чуете овие работи. Македонија, денеска сакам да издвојам две прашања кои досега и не ги спомнувавме толку често. Едниот проблем со кој што веќе се соочуваат македонските бизнисмени е што гледаат дека Македонија како држава премногу се задолжува. А при тоа парите од тоа задолжување не одат во развој на економијата. Само овие години, значи минатата година, оваа и следната, Македонија по основ на камати ќе плати 50, 70 и 80 милиони долари. Повеќе отколку инвестициите во голем број на сектори, повеќе од вкупната сума која што ја користиме за да набавиме лекови од страна на Фондот за здравство. Задолжувањето на државата влијае лошо и на бизнис секторот, бидејќи за државата исто така повлекува еден голем дел од капиталот од банките, кој што наместо да оди во развој на бизнисот, оди на трошења кои што се нереални и неразумни од страна на владата. Ние кажавме дека ќе се концентрираме на различна политика. Владата ќе се задолжува само за изградба на големи инфраструктурни проекти. Изградба на автопатишта, регионални патишта, електрични централи, железничка инфраструктура. Ќе го прекинеме досегашниот циклус на внатрешна задолженост и неликвидност на фирмите. Не може во оваа држава сите да треба навреме да платат данок, сите да треба навреме да платат казна, а при тоа најголемиот должник во државата да биде владата. Новата влада на Социјалдемократскиот сојуз превзема обврска да обезбеди фер и рамноправен поврат на ДДВ-то, рак рана на многу македонски фирми, и исто така превзема обврска да не распишува тендери без да има пари тие да ги плати. Значи државата прва ќе покаже со свој пример дека ги плаќа навреме сметките кои што ги создава.